Почитувани, зголемувањето на јазот во богатството помеѓу мал број на најбогати и сите останати граѓани во Македонија е сериозен проблем. Македонија има најнефер распределба на доходот во Европа. По распределбата на доходот, земјава веќе сериозно се приближува до латиноамериканските земји. Особено е загрижувачки што 60% од населението заедно, тоа се најсиромашните 20%, вторите 20% и третите 20% имаат понизок доход од 10% од најбогатото население. На Македонија и се случува една неприродна мешавина на два спротивни механизми: неолиберална идеологија и популизам, само со една цел: да се зголеми доходот и богатството на една мала група на луѓе. Тоа е една од причините зошто не се подигнува стандардот на граѓаните и зошто не се намалува невработеноста и сиромаштијата. Фер распределба на доходот во нашето општество не може да се обезбеди со програми во 100 чекори, надградени и проширени. Се додека постојат механизмите кои ја стимулираат нееднаквоста. Се додека постојат неолиберализмот и популизмот и политичката патронажа, ваквите програми ќе бидат само една фина маска во зголемувањето на неправедноста на доходот во македонското општество. За да се обезбеди иднината на Македонија, наместо 100.000 или милион чекори, потребни се да се изградат 5 столбови. Првиот столб е предуслов за се. Тој треба да ја врати демократијата во земјава и да обезбеди владење на правото. Вториот столб треба да обезбеди одговорност на јавните трошења преку многократно зголемување на транспарентноста и како приоритети во развојот на економијата да ги постави растот на платите, малите и средни предпријатија и долгорочните инвестиции, со што ќе се урне системот на политичка патронажа и на популизам. Третиот столб треба да го демонтира неолиберализмот и да го замени со социјално праведна држава. Четвртиот столб се однесува на меѓуетничките односи и значи замена на етничката тензија во општеството со нова, помеѓу класите. Петиот столб треба да ја обезбеди надворешно политичката безбедност и економската иднина на земјава преку членството во НАТО и Европската Унија.